почитувани представници на медиумите, веднаш по моето назначување за национален ИПА координатор, во име на владата побарав детален пресек за состојбите во ИПА структурата, предизвиците со кои се соочува, како и степенот на искористеност на средства, како најважен параметар за успешноста на ИПА системот. Јас како одговорен за програмирање и мониторинг на спроведување на ИПА средствата, но и министерот за финансии како одговорна институција за контрактирање, за процесот на склучување договори и спроведување, денеска сакаме да ви презентираме дел од нашите наводи од извештајот за пресекот на досегашните состојби за ИПА средства. Во така наречениот ИПА 1 пакет, чија што распределба на средства се алоцирани во периодот 2007-2013, меѓутоа нивната имплементација е по формулата N+3, што значи 3 години после годината на алокација, од вкупно 614 милиони евра кои биле ставени на располагање, склучени се договори за искористување на 437 милиони евра или преку 70%. Ова информација може да се гледа од два аспекта. Прво, како важна придобивка од нашата европска агенда, имајќи предвид дека 437 милиони евра пари на даночни обврзници од земјите членки на Европската Унија се реализирани или се уште се реализираат во Република Македонија. Тоа не се малку пари, особено што истите се и внимателно таргетирани да се подобрат и унапредат стандардите на Македонија и истите да се приближат до оние на Унијата. Благодарение на овие средства, денес во Македонија имаме 10 реконструирани железнички станици, меѓу кои и најголемата во Скопје. Бројни институции ја подобрија ефикасноста на својата работа преку осовременување, како што е ДЕПА системот во МВР, софтверите за работа на Заводот за статистика и царина, реконструирани регионален центар на УИК во Скопје, реконструирани бројни регионални патишта, изградени се повеќе пречистителни станици за вода, изградени се инфраструктурни проекти и така натаму. Меѓутоа, ова информација може да се анализира и критички, а тоа е дека преку 150 милиони евра или околу 25% од средствата кои биле ставени на располагање на Република Македонија не се искористени и истите ќе бидат вратени назад на Европската Унија. Токму во оваа критична смисла забелешките во овој извештај ќе представуваат главна основа која што воз основа на која што ќе се изгради нов мастер план за реформа на ИПА системот, но и за севкупни реформи во насока на зголемување на капацитетите на државната администрација за поголемо искористување на средствата од ИПА и поефикасно приспособување на државата кон стандардите на Европската Унија. Од она што го видовме, простор за подобрување постои, секако во рамките на правилата и препораките на Европската Унија. Мерките во мастер планот за ИПА, слично како и планот 369, ќе бидат поделени во три групи, според итноста и рочноста за нивната имплементација. Итните мерки, оние кои се однесуваат на спроведување на проекти предвидени со ИПА 1, се веќе утврдени и по нив веќе се постапува. Тоа се мерки и активности со кои што се обидуваме да спасиме што е можно повеќе од средствата од ИПА 1, кои доколку не успееме да ги реализираме до крајот на оваа година, а се останати малку месеци, односно краток период за реализација, тие ќе останат нереализирани, т.е. ќе се вратат назад во буџетот на Европската Унија. Тоа се средства во износ околу 30 милиони евра, распределени во ризични проекти за чија реализација имаме краток период до декември оваа година. Таков проект, например, е изградбата на граничниот предлог Белановци-Станчев, на кој што минатата недела дававме шанса за реализација, меѓутоа сепак влегува во категоријата на ризични проекти. Потоа, проектот пречистителна станица во Прилеп, реконструкција на железничката пруга Битола-Кременица, системот на интероперабилност во Министерството за правда и Министерството за внатрешни работи. Иако на овие проекти веќе се работи, истите ќе бидат сублимирани како посебна единица од мастер планот за ИПА, како итни проекти за кои што е потребен посебен фокус од страна на владата и администрацијата. Покрај ИПА 1 во тек е реализација, тоест програмирање, утврдување на проекти за реализација на пакетот ИПА 2, каде на располагање за годините 2014-2020 се ставени 644 милиони евра средства на даночните обврзници
на членките на Европската Унија. Од овие средства, 67% или 445 милиони евра веќе се програмирани, што значи дека се веќе утврдени проекти за реализација, односно распределени за натамошна имплементација, а во моментот се работи на програмирање на уште 172 милиони евра. Сепак и при ИПА 2 над 40 милиони евра веќе се изгубени во фаза на програмирање, поради непостоење на квалитетни проекти за исполнување на критериумите. Одличен е податокот што имаме 445 милиони евра програмирани и ставени во распределба на проекти, но предизвиците кои резултираа со губење на 46 милиони евра во фаза на програмирање, како и актуелниот ризик за нецелосна реализација на она што веќе е програмирано, останува се уште. Целта на овој пресек и на овој извештај за досегашните состојби е делот наречен научени лекции. Во овој дел се содржат забелешките на процедурите, кадрите, системот и воопшто сите идентификувани предизвици поради кои настануваат потешкотиите во реализација на проектите. Овие забелешки ќе бидат основа за креирање на среднорочниот и долгорочниот план на мерки и активности, а кои најмногу ќе бидат насочени кон поголема апсорпција и искористеност на средствата од ИПА 2. Имплементацијата на овие реформи на крајот треба да резултира со поквалитетна и поефикасна ИПА структура, поефикасна администрација, но сејвкупно унапреден општествен систем кој што ќе обезбеди и подлабока апсорпција на ИПА средства и приближување на нашите стандарди со оние на Европската Унија.